Почитувани, правото на штрајк е уставно загарантирано, но исто така и правото на образование. Местото на децата е во училиштата и во оваа ситуација единствено раководството на СОНК се одговорни за тоа што тие не го остваруваат правото на образование. Владата, предводена од СДСМ, предложи конкретен предлог за зголемување на платите во образованието и детската заштита од 10% или во просек над 2500 денари. Во време на глобална економска и енергетска криза, кога владата прави се за да го заштити стандардот на граѓаните и да спречи ценовни шокови. Во време кога, почитувани, течат законските рокови за усогласување на минималната плата. Одбивањето на понудата значи продолжување на бесмислените уцени од страна на СОНК, на штета на образовниот процес на учениците и ги става личните интереси над интересот на децата. СОНК смета дека 10% или покачување на платите помеѓу 2500 и 3000 денари не е доволно. Ова едноставно не може да се смета за разумен став, туку за очигледен притисок, уцена, со што е евидентно дека СОНК личните интереси ги става пред оние на децата. За подсетување, од 2017 година до денес, СДСМ платите во образовниот процес ги покачи за 21%. Со овие дополнителни 10%, тоа би биле 31% покачување, кои за СОНК во услови на светска економска криза не се доволни. За споредба, за 5 години, од 2011 година до 2016 година, платите во образованието во време на ВМРО-ДПМН беа покачени за само 4%. Зошто тогаш немало уцени на толку помали плати, треба да одговори раководството на СОНК. Зошто цела година нема реакција од СОНК за блокирањето на законот од страна на ВМРО-ДПМН, за законот за наставници и стручни соработници, во кој меѓу другото има и решение за раст на платите, е исто така прашање. Владата, предводена од СДСМ, почитувани, нема да се откаже од зголемување на платите во образованието и детската заштита. Но уцените треба да се заменат со диалог, а наставата да продолжи. Сите мора да покажат одговорност, затоа што се работи за нашите деца, се работи за единината на нашата држава. Ви благодарам.